Ова место уште од давнешни времења извира со посебна убавина на природа и култура. Уште од 14 век кога е изграден овој манастир, пишувале за него доста и писатели, пишувал и турскиот патеписец Евлија Челевлија, кој го опишува како еден од поубавите манастири, кој што го споредува со манастирите од Света Гора. Манастирот Свети Ѓорѓија е едно од познатите туристички локации во општина Валандово. Овде секојдневно доаѓаат валандовчани да се рекреираат, овде го наоѓаат својот душевен мир, а овде доаѓаат и патници од целата држава, доаѓаат и надвор од границите на нашата држава. Тука Да. Освен манастирот Свети Ѓорѓе, каде можат посетителите на Валандово да видат, да уживаат? Имате ли други локалитети? Секој кој ќе дојде во Валандово може и го посетува овој манастир. Освен манастирот, како понова дестинација која што секојдневно ја посетуваат граѓаните, тоа е Секучулските водопади, кои што се туристичка дестинација изградена од пред 2 години. Таму се направени летниковци, патеки, клупи, значи скоро целосно туристички се уредени. Тие се доста атрактивни, непознати за голем дел од луѓето ширум државата, така да се доста интересна атракција за сите. Имате ли археолошки локалитети? Имаме, секако Валандово располага со доста археолошки локалитети, можем да кажем, и сме место со најмногу археолошки локалитети во државата. Овде се наоѓа и Сарамарвинци, овде се наоѓа Стакина чешма и ред други. Се претпостава дека и самиот град Валандово лежи на темелите на градот Добер, кој што бил едно од култните места уште во римскиот период, така да бројни се локалитетите кои што може да се видат овде.